Останува непознато што Али Ахмети зборувал пред Фатиме Фетај, лидерот на ДУИ, избега од новинарите. Наместо најавеното доаѓање во 10 часот, Ахмети од просториите на поранешното СЈО со својот џип си замина некаде пред 9 часот и 30 минути, кога почнаа да пристигнуваат медиумските екипи. Како што соопшти од обвинителството, Ахмети поради обврски на свое барање порано дошол до дискас. Неофицијално дознаваме дека тој пред Фетај околу 1 час е давал својата одбрана за предметот попис, а убид во доказите не побарал. Што кажал лидерот на ДУИ Али Ахмети пред Фатиме Фетај за случајот попис, односно за пропаднатиот попис во Македонија во 2011 година? Ова прашање денеска ги интересираше сите новинари кои што дојдоа тука пред специјалното јавно обвинителство. Но одговор не добивме, бидејќи Али Ахмети наместо во предвидениот термин од 10 часот, тука се појавил речиси 2 часа порано, односно во 8 часот и 20 минути. За сега нема информации во која фаза е истрагата за овој случај. Од обвинителството само кратко одговараат дека се постапува по предметот. Истрагата е отворена пред 2 години кога СЈО ја соопшти на пресконференција, а според тогаш презентираното, Али Ахмети и поранешниот премиер Никола Груевски се осомничени за злоупотреба на службената положба и овластувања. Тогаш Фетај на пресконференција кажа дека постои основано сомнение дека владеачката коалиција во 2011 година со цел да го сокријат фактот дека немаат политички капацитет да организираат реален попис на населението, домаќинствата и становите во Македонија, како и да ги сокријат неповолните факти за демографската и економската состојба, што резултирало со огромно иселување на работоспособното население. Како што стои во тогаш презентираното обвинение, осомничените помеѓу 10 и 11 октомври 2011 година се договориле да го стопираат пописот, со што нанеле штета на државниот буџет од 2,8 милиони евра.